nešto i za ovaj kraj lokalen, za ostanat naš kraj. Јас се занимавам 5 години како со мандра, работев и кај власи, меѓутим, тука е да работам Крива Паланка, млекото кога се измозе, се донесе тука, го провериме со овој апаратче, ако биде од 30 до 32 степена, уставаме маја, го подмешуваме добро во овој казан и тогаш стои од 40 до 45 минута, а за тоа време спремаме калап цедилка на оваа тезга тука и кога извадиме од тука од казанот, го промешаме добро, го врзаме со цедилката и го ставиме да се цеди. Од 3 до 4 часа, мислим. Цеди се, му ставиме тежина одгоре, меѓутим, го проверуваме и така. За сега правиме сирење и урба, меѓутим, така мора заради мала количина млеко. А од годините, ако е здравје, ќе почнеме да правиме и македонски традиционален кашкал. А кога го исечеме сирењето, кое мислим стасано све, тогаш го ставаме во саламура. Пред саламурата да го ставиме, саламурата да направиме и ја провериме со термометар, треба да биде 20 степена. Мислим во саламура. А после кога ќе се вади, да речеме, 112 часа во саламура, од 12 часа во кантите се прави нова саламура и се ставя на 12 степена. Откако ја направивме обиколката и визитата на ова стадо, мораме да кажеме неколку збора за неговото значење, бидејќи со оглед на тоа дека е финансирано од ГЕФ, значи од малите фондови на ГЕФ, треба неколку збора за овчеполската овца, односно нејзиното значење за Република Македонија. Прво, тоа е автохтона раса, која е распространета на просторот на Република Македонија и тоа би можеле да споменеме дека нејзината граница е од реката Вардар, значи на кај источна Македонија, што и самото име го кажува, тоа е овчеполијата. Значи, посебни климатски, географски, орографски прилики на реонот на една блага таласиста равница на 400 метри надморска височина. Тие прилики создале автохтона раса.
која нарекуваме овчеполска овца и која е дел, би рекол, од нашето сточарско минато заедно со каракачанската и со шарпланинската овца. Со цел да ги задржиме традициите на одгледување, со цел да задржиме нашите методи на одгледување, со цел да го задржиме целиот оној сточарски приод кон нашите традиции, на интерес, значи на производителите, финансирање овој проект кој имаше задача оваа овчеполска овца да со помош на откуп на материјал низ целата Македонија, низ цела простор на Република Македонија, создаде едно стадо кое ние стручно го нарекуваме нуклеус, од каде што понатаму ќе можеме како извориште да ги снабдуваме сите со приплоден материјал на нашата автоктона, локална раса овчеполска овца. Нешто малце за нејзините карактеристики. Секој што се сретнал со овчеполската овца ќе заклучи дека според надворешниот изглед таа е пигментирана на лицевиот дел и на нозете со црна пигментација која може да се најде во облик на црни прстени околу очите, странична пигментација по должината на лицевиот дел и ќе сретнете стари називи како што народот архаично ги вика калеша е оваја. Значи за различна пигментација се среќават и различни изрази кои ги користи народот. Значи препознатлива е. Овчеполката имаме некаде со 60% сме ја имале од популацијата на домашните праменки, така што 30% отпаѓало на шарпланинската овца, која можам да речам дека во моментот ние немаме од неа таква колекција и таква заштита. И дел на нашата стара позната овца на Балканскиот полуостров, тоа е каракачанската овца, за која сега не станува збор, но можам да ви кажам дека имаме и таква колекција која се разликува од оваа со тоа што е колекција во оградени услови со оглед на малиот број на овие животни и со оглед на тоа дека таа е загрозена. Производството се обавува во многу традиционален систем. А тоа значи овците ни се јагнат еднаш годишно, добиваме од 100 овци 100 јагниња. Почнуваме по продажбата на овците, на јагнињата да ги молземе овците 4 месеци, некаде до средината на јули, што значи добиваме млеко, кое го преработуваме од сирење и други млечни производи. Од тука заеднички именител на одгледувањето на оваа овца дека ги користиме старите традиционални техники и системи. Сега за значењето, значи кога одржуваме некакви традиции, кога одржуваме некакви традиционални производи, нормално е дека во иднина тие представуваат и имиџот на нашето производство, вклучувајќи нормално тука и одржувањето на нашите автоктони локални раси. А тоа значи зголемена туристичка понуда, бренд и имидж на нашите производи се надева во иднина, бидејќи секогаш ќе можеме да ги декларираме како производи добиени од специфична автоктона локална раса, која се одгледува на едно стриктно одредено подрачје. Тоа би било на кратко она што јас би сакал да го напоменам во поглед на идејата и значењето на овој проект кој, како што реков, е финансиран од малите грандови на ГЕФ. Но, морам да кажам дека местото на науката во овој дел е тоа што и државата во своите нормативни акти има ставено, односно Законот за сточарство има ставено дека ќе се грижи за автохтоните популации овци, односно има предвидено помош на оние производители кои во иднина ќе се нафатат да ги одгледуваат домашните локални популации како што се нашите праменки шарпланинка, овчеполка, односно каракачанка. И сето тоа во еден макроплан, би рекол, влегува во големиот проект на не проект, туку идејата на човештвото, односно на ФАО, која се труди да ги заштити локалните генетски ресурси кај домашните животни, во кои спаѓа и расите, односно соевите овци. Тоа значи дека ние сме членка и имаме на тој програм имаме наш координатор кој во ФАО учествува на седниците и зборуваме за